Владимир Кочовски, втора генерација на пожарникари. 30 години се бори со огнениот звер, без страв и желба за благодарност, затоа што најголемата сатисфакција за него е што помогнал некому, што спасил некого од пламените јазици. Огнот го третирам како непријател кој треба да совладаш од најкраток можен рок за да спречиш да имаш што помала материјална штета, за да нема човечки жртви. Кочовски ни раскажа за своите искуства и низ што се поминал за овие 30 години. Какво е искуството? Страшно ли е кога влагате на предпоставам нема ни прегледност, чат? Па видете, сега тоа е еден момент кога од кај што сите бегаат ти треба да влезеш. Идеш таму, тоа е некоја температура од 600 до 800 степени, таму се котат ѓаволи. Не се гледа буквално на пола метар, нема видливост, некојаш видливост е многу помала. Теренот каде што се движиш е тотално непознат. Од горе се минјаат луѓе во паника кои се судруваат со тебе. Се оди нагоре, не знаеш ни што те чека таму. У секој стан има некој складира секакви работи, дали е топлинска боца, дали е не знам, све може да биде. Првата слика која ја имаат граѓаните за нас, вели Кочовски, е пожарното возило и секаква помисла на гаснење пожар. Но позади тоа има и друга позадина. Примарното нешто кое граѓаните го гледаат, тоа е пожарното возило и првата помисла е на гасење на пожар. Не е пожарна само гасење на пожар, туку работиме и за одем и на спасување од човечки животи од сообраќајни незгоди, спасување од лабочиња, спасување од водени површини и така. Овие алати за што конкретно служат? Еве, како се викаат, на што, дали треба на нешто да се приклучат? Хидрауличен алат, ова конкретно е дигалка, која служи за подигање на пример, ако имаме некој проблем било каков, кај што ќе треба да се извади некој што е заглавен некаде или да се расшири нешто, се приклучува на хидрауликата, ќе покажам со цревото, ќе покажеме подоцна и ова работи на систем на излекување. Овие други две алатки е клешта за сечење. Например, треба да се изсече врата од возило, затоа што не може да се отвори на ниеден друг начин, буквално на ниеден друг начин, само со помош на оваа алатка. Следната е со разлекување. Клешта за разлекување. Исто работи. Сите работат на ист принцип и сите работат на притисок од 720 бари. Без ова ние не би можеле да влеземе во ниедна задимена просторија. Буквално ниедна, затоа што овој апарат буквално значи живот. Работи, ако за добро спремен пожарникар, може да работи, со него да се работи негде околу 30 на минути. После тоа се јавува звук, кој тоа поменува дека апаратот е при крај и дека ти треба да напуштиш просторијата. Има и апаратче кое дава звук ако стоиш у едно место, не се движиш, јавува, сигнализира за колегите да знаат дека нешто се случува со тебе, чим не се мрдаш, значи има некаков проблем. Од ова зависиме најмногу. И без ова ние сме као со врзани раци и носи. Кочовски вели дека работат со застарена опрема. Камионите се од 60-тите години на минатиот век. Малку натак има автомеханички скали. Двете се донација од збратини од град Нидберг. Третата е купена многу одамна. И се трите во, за жал, неисправна состојба. Ги користиме под принуда 32 метра. Меѓутоа, тоа е некоја идеална поставеност на скалата,
А идеално да се постави скала сега у моментов како што изгледа градов е скоро па невозможно. Значи би стигнало негде до, не знам, четврти кат